čuden den ke voskresne, koji veruvamo Isus, ja pobedi smrta. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego, da se rodiš od novo. Ja su lebo živ, što sleze po nebo to. Tamu odam kaj tebe, Hriste Bože, prugore, kaj tebe. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tatko moj, ti благодарам što je u ova zimsko utro, voma Vrovska Lagora, me ispravi i mi davaš sila i mi go otvoraš srcevo i ti davam ključevite od moje to srce da se naseliš vo nego, da me ispolniš so živa voda, so ljubovta koja nikogaš ne prestanuva, so ljubovta koja ne go pomni zloto. Mnogeska vela дека bilo -20, сега je negde po nekoj -15, -18. Јас не знам колко е. Но ти испрати пламенен штит околу мене да можам да зборувам. Ти зборувај низ мене. Нека твојот жив дух, свет дух ги допре сите оние кои ќе повикаат кон тебе. Господе мој, татко, 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 Оче, татко небесен. Не знам дали знаете, мојот татко е семокниот Бог. Он е љубов, не љуби сите. И ве повикува преку ова слово да пристапите кон него. Преку Исуса Христа, видлив во Исуса Христа, дојдете при мене. Дојдете при мене, луѓе. Исусе, те сакам, сите, изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Тоа сум го снимал, сега читам една интересен препев, динамичен превод на Гидеонс, кој, повтора ќе кажам, го она ритмичка структура што има во тој божествен ритам, во духовен ритам на словото. Може би е малку приземнета, но сепак на еден едноставен начин ги посочува состојбите. Второ писмо на апостол Павле до христијаните во Коринт. Всушност не пишува апостол Павле, тоа треба нам да им биде сите јасно. Пишува духот на нашиот Отец. И тоа е суштината, не зборувам јас, Исус зборува. Не живеам јас, Исус живее. Оживувам во Исус. Го оставам стариот човек на крстот. Добивам водна пања во Словото. Авторство и поздрави од Павле, наименуван од Бог Татко, да му биде апостол на Исус Христос. Значи, зборуваме за наименување и повик од Бог и од нашиот драг брат Тимотеј, до Божјата црква во градот Коринт и до сите христијани во цела Ахаја. Пазете, ова е веќе после Александар Македонски, 200 години. Зборува за Ахаја, нашиот јужен сосед, кои се православни христијани и негираат друг православен народ. Македонците пишани овде, а нивната држава се вика Ахаја. Ви посакувам Бог, но тоа не е тема денеска. Ние зборуваме за љубовта која не го помни злото. За љубовта која никогаш не престанува. Ви посакувам Бог, нашиот небесен Татко и Господ Исус Христос, да ви бидат благонаклонети и да ви дадат мир на сите. Отворете ги срцата, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Една сестра ме праша, ма зошто викате Татко, Бог, Татко и Исус? Па затоа што тие се едно. Во Исус, во сета полнота, во дух живее Отецот. Така треба и во мене да живее и во тебе, во дух Отецот. Телесно не сум со вас,
преку апостол Павле изгледано, но со духот сум со вас. Почна да излева пареа. Благословен нека е Бог, кој е татко на нашиот Господ Исус Христос, татко и на сите нас, татко на милосрдието и Бог кој ни доаѓа, од кој ни доаѓа секоја утеха. Сета утеха. Друга утеха нема во светот. Луѓето одат пијат, дрога, секс, пари, богатство. Нема утеха, нешто ти недостасува. Имаме пример, богати луѓе се дрогираат и се убиваат. Познати глумци, пејачи кои ја дале душата на сатаната и не ја оддале славата на Исус. Во секоја наша неволја не утешува, за да можеме и ние да ги утешуваме другите што се во некаква неволја, со истата утеха со која Бог Татко нас не утешува. Пазете, колку повеќе страдаме за Христос, толку повеќе Бог ќе не обсипе со утеха преку Христос, ако се надеваме во Христос. Колку повеќе страдаме, толку повеќе утеха ќе ни даде. Кога ние страдаме, тоа е за ваше добро и за ваше спасение, зашто кога Бог ќе не утеши нас, тоа и за вас ќе представува охрабрување и така ќе бидете поподготвени трпеливо да поминете низ истите страдања низ кои ние сега поминуваме. Студина рацена. Исусе, те сакам. Исусе, ти благодарам. Исусе, ти си цар. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Нямам ракавици. Имаме цврста верба во вас, иако знаеме дека сега минувате низ страдања, низ кои ние сме минувале, но ќе бидете утешени на истиот начин на кој и ние бевме утешени. Значи, ти поминуваш низ некоја состојба, ти се случува нешто, треба да ја прифатиш, да побараш помош од Исус, да се промениш внатре, да се покаеш, да им простиш на сите, никого да не осудуваш, да ја прифатиш Божијата волја, да се ќе речете кој е тешко и да ја и да им прво се покаеш за гревовите на твоите предци и да не мрмориш, да не се жалиш. Значи сите искуства на луѓе кои не се исцелуваат стојат на исто место. Повторно повторува едно исто, ова ми е, тоа ми е, прекинете доста. Фала ти, Исусе. Цела глава таму во Стариот Завет Јов додека се жали, анализира со својот ум, не се менува состојбата. Кога ќе прифатиш се, кога ќе му ја предадеш собственоста на Таткото Небесен и на Исус Христос, ти почнуваш да се менуваш однатре, како што ми рече една сестра, не е важно во што сум сега, дали сум ваква или така, Исус живее во моето и во твоето срце. Кај стигнавме? Сметам, драги пријатели христијани, дека треба да знаете за страдањата низ кои поминавме во покрајната Азија и секој поминува низ некакво училиште, тие беа толку тешки и неподносливи што загубивме секаква надеж дека ќе останеме живи. Апостол Павле. Помисливме дека ќе умреме и престанавме да се подпираме на собствени сили. Престанавме да се подпираме на собствени сили, на собствен ум, на собствени желби. Јас мислам вака, зошто вака? Му се препуштивме на Бог Таткото, кој мртви може да воскресне. Му се препуштивме. А сите што се препуштили имаат веднаш исцелување. Имавме една сестра. Имаше некои проблеми, две вечери се молиме и рече ми олесни, па затоа што веруваш. Се покаја за тоа што го направи. Имаше чин на невера. Отиде таму да прими не знам што. Вакцина. И веднаш потоа состојбата и се влоши. Вакцината е жигот над зверот, сакале вие да го признаете тоа или не. Тоа е идолопоклонство кон вакцината. Мојата вакцина е Исус Христос. Му се препуштивме на Бог кој мртви може да воскресне. Тој не избави, ќе не избавува од сигурна смрт и пак ќе не избавува. На него се надеваме,
Знаеме дека ќе продолжи да не избавува. Вие ни помагате со тоа што се молите за нас. Вие ни помагате што се молите. Треба да се молите заради молитвите на избраните. Дните ќе бидат скратени на страдание. Кога тие многубројни молитви ќе бидат одговорени и Бог ќе ни ја покаже својата дарежлива благонаклоност, многу луѓе ќе му бидат благодарни. Многубројни молитви. Имавме проблем со еден човек. Велам во групата да се молиме. 30 луѓе сме пишани официјално, плюс минус. 5-6 души се молеа. Еднаш, два пати, три пати. Видете што вели тој, многубројни молитви, кога 30 луѓе се молат во еден дух, сигурно ќе има отчитување. Кога сме си простиле едни на други, кога не се осудуваме, кога нема суети, кога ја прифаќаме неговата волја, кога сме покорни на старешината на црквата, на заедницата, кој е поставен пазете, наименуван од Бог. Пазете сега ја што ви кажам. Јас не сум член на земна заедница. Јас знаев дека на стари години, јас сум с Христов слуга не старе, ближам на кај 60-тата. Христов војник не старе и тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Тоа се цитати од овде и се држам до нив. Дека ќе работам, мислам дека ќе одам во некој манастир да избегам од овој лажовен свет кај што сите лажат, крадат, те изнасилуваат, сака да ти грабне, да ти земе, каде што нема љубов. Но не знаев дека ќе бидам вака повикан во Иерусалим во автобусот. Го прашав Исусе што да направам за тебе, кога ми рече како апостол Павле. Видете, и тогаш слезе духот во црквата на преображението, каде што муслиманот што ја чуваше не остави да се молиме, не знам колку време. Тогаш слезе толку силен дух и јас не можам да не го љубам и да не зборувам за Исуса Христа. Славата е на Исус, на никој друг. Значи, многубројни молитви, потоа дискутиравме со една сестра. Ако не разберете вие, благословот го губи заедницата. Јас морам да ви кажам, јас сум поставен да го бранам Евангелието, од кого? Од сатанските читања на телесните луѓе. Ние можеме да бидеме горди. Гордоста е грев на нашата чиста совест. Спрема сите луѓе, а посебно спрема вас. Горд сум во Исус, односно слуга. Овој препев не е горд, зборот не е добар тука. Бевме отворени и искрени онака како што Бог не учи. Бог ми покажува. Не постапуваме онака како што телесен човек би сметал дека е мудро. Јас мислам вака. Телесен човек, туку не води Бог, татко, кој ни беше благонаклонет. Моите писма се јасни, зборува таткото небесен, не зборувам јас, не апостол Павле. Нема ништо неразбирливо или скриено меѓу редови. Во посланијата се објаснува. Се надевам дека еден ден се ќе ви биде јасно. По нешто знаем и по нешто пророкуваме во Коринтијаните 1. Иако сега само делумно ви е јасно, така на денот кога нашиот Господ Исус ќе се врати во второто пришествие, вие ќе се радувате со нас, а ние со вас. Ние можеме да се радуваме. Мислам дека зборот гордост е грев во препевот. Оде вели ќе се гордеете. Не се гордеам, се радувам во Исуса. Со таа увереност имав намера да дојдам прво кај вас или дури 2 пати да бидам полезен. Еднаш да ве посетам на одење на кај Македонија. Дојди во Македонија и помогни ни. Значи Ахаја и Македонија и сега православни, христијани. Едните православни нема македонци, другите нема македонци, третите не можат, четвртите сакаат да земат територија. Потоа на враќање од Македонија, повторно да свратам кај вас и оттаму вие да ме испратите до Јудеја и Македонија, јудејци и македонци, 2 категории нации, но и категории завет со Бог и повикување на Бог. Дојди во Македонија и помогни ни. Така да негирање на Израел и на Македонија е сатанска доктрина и нема да биде добро за цели народи кои го прифаќаат тоа. Се надевам дека нема да ме обвините оти не си стојам на зборот, дека се однесувам како световните луѓе кои не си стојат на зборот кога велат да, всушност мислат не, бидејќи лажат со километри, како што велеше лаже Злате од Режановце. Бог ми е сведок дека нашето да
не е двосмислено, па да значи и не, затоа што Божиот син Исус Христос, за кого ви проповедаме јас, Силван и Тимотеј и сите други, не зборуваше двосмислено, туку она што ќе го кажеше секогаш беше и остануваше како што е кажано и запишано. Сите Божји ветувања се исполнети во него. Тоа значи се е можно за оној кој верува, а ти дали веруваш да исчекориш од смрт во живот, од болест во здравие, од сатаната во Исус, затоа кога на Бог му оддаваме слава, славата е на Таткото и на Исус, нема друга слава, преку Исус велиме амин, кога си оддаваме слава сами на себе, тогаш се појавува тоа хомосексуално лесбејство, педофилија, пишано е овде. Бог е тој што и вам и нам ни дава сили. Тој ни дава сила да стоиме цврсто на страната на Христос, другата страна е световна, сатанска. Тој не одбра, го стави својот печат врзна за денот на Воскресението и се всели во вашите и нашите срца како потврда дека сме Негови. Ете, тоа е суштината, како Исус да се всели во моето срце, во твоето срце, и ти не да постапуваш од себе, ти што сакаш, туку од Исус. Исус да зборува, Он да ги врши делата, Он да те обликува, Он да те накалеми прачката на лозата, на коренот, да даваш многу плод. Бог ни е сведок дека причината да даваш многу плод и плод да донесете. Каков плод? Плод на љубовта. За моето доаѓање во Корин беше со цел да ве поштедам од укорување. И така да нема толку брзо да укоруваш некого. Ние не сме ви господари да ви кажувам што треба да правите, како треба да верувате. Јас морам да ве посоветувам. Само сакаме да соработуваме со вас, за да бидете исполнети со радост. Јас би напишал здравие, сила, љубов, мир, зашто вие во верата сте непоколебливи. Дали си непоколеблив во верата? Што се случува? Чекаш од Исуса водство. Знаеш дека тој ќе ти даде сила. Не претерувам ако речам дека човекот што ја направи целава оваа неволја, пазете сега што зборува, ве нажали сите вас отколку мене, треба да му се прости на тој што сгрешил. Треба да му се прости на тој што сгрешил. Но повеќето од вас се усогласивте по ова прашање. И казната што му изрековте е доволна. Брзо ќе осудиме ние некого. Сега треба да му простите и да го утешите, да му простите, за да не биде толку повреден, што нема да биде во состојба духовно да се врати и да закрепне. Значи си го казнил, си го укорил, сега треба да му простите и да го утешите, за да не биде толку повреден, што нема да биде во состојба духовно да се врати и да закрепне. Затоа ве молам, покажете му на тој човек, било кој да е, дека се уште го сакате. Ние имавме неколку такви луѓе. Знаете, покажете му дека се уште го сакате. Лесно е да се отфрли некој од заедницата. Ви го пишувам ова, бидејќи сакам да ве проверам и да видам дали сте подготвени да се придржувате до сите мои упатства. Упатството е љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи надвор веројатно е минус повеќе од минус 10, бидејќи сега и рацете и нозете ми изземнуваат. Пламенен дух Исусе, а на тој на кого вие ќе му простите, му простувам и јас. Значи, ако се одврзете од непростување, простите, вие се одврзувате и вие сте простени и Господ ви простува. Аха, а тоа што веќе сум простил, го зборува Таткото Небесен. Таткото Небесен. О, Исусе! Тоа е за ваша полза пред Христос. Кој ни простува? Па Таткото простува кога ти простуваш. Ако не постапуваме така, сатаната ќе не надмудри, а знаеме какви се неговите намери. Да не простиш, ти си врзан. Имам случај, не може да прости. Зошто ја отфрлиле мајка и татко заради некаква болест и рекле ти си таква, не знам што. И постојано тоа го повторува. Па ти си во пустината и велам 40 години. За неколку дена можеш да дојдеш пред Исус во ветената земја, ти се држиш за тоа, пушти го тоа, како да им простам, како да им простам. Со Библијата по глава на гладно срце 3 пати на ден, бам, бам, бам. Не, еве што вели тој. Решив да не ве нажелам со уште една болна посета.
ако јас ве натажам, кој мене ќе ме развесели? Ова таткото го зборува. 2 глава, 2 Коринтијаните. Зар тие кои што току сум ги натажил? Затоа така ви напишав во моето претходно писмо, такова ќе дојдам да не ме нажелат оние од кои чекам да се зарадуваат. Тој не чека долготрпеливо да се промениме. Уверен сум дека знаете оти кога сте среќни вие, среќен сум и јас. Таткото зборува за вас. Кога сме ние среќни, тој е среќен. Колку тешко ми беше да ви го напишам претходното писмо. Ви пишувам длабоко, нажален, со болка во срцето, со солзи во очите. Не сакав да ве повредам, но има закон на љубовта. Тоа што го правиш, тоа ќе ти се прави. Колку нељубов имаш, толку ќе имаш и ти нељубов. Ако не си простил, нема да ти се прости. Ако осудуваш, ќе бидеш осудуван. Сакав само да сватите колку е голема мојата љубов спрема вас. 2 Коринтијаните 2 од 1 таму до каде? До 5. Таткото ви зборува, ве чека долготрпеливо, милоста негова е вечна. Значи, ако не простиш, ако вие простите, ќе му простам и јас. Целата суштина е да простиш. И луѓето што не простуваат, нема исцелување, застанува до некаде. Ги искапеме ние во водна бања во Словото и се враќа. Имаме друга сестра, лежи, една друга има друг проблем, другиот има трет проблем. Четвртиот сега ми вели дека простила, го гледам дека не простил. Во духот го гледам. Духот, кој знае што има во човекот освен духот. Кога пристигнав во Троада за да ја проповедам радосната вест за Христос, видов како Господ пред мене отвара ново поле за работа. Видете како тој отвори, јас сега да си пишував докторски труд добре до театар. Јас одев во цркви, познав доста луѓе, го познав Филев, биотерапевтот, Злате од Режановци, седевме и за тоа пишував во докторскиот труд, од добре до театар. И тогаш бев кај Константин Кајшаров и таму служев на терапија. Таму знаев дека сум привремено, кога ја отвори оваа служба. И тоа, како да ви кажам, има преку 400 завети, скоро 400, сега ќе дојде до 400, скоро до 500. 2 пати оди на радио, Радио Спейс, оди 2 пати се слуши во странство. Оди на радио, 2 радио во Австралија. Во живо и во странство. Оди завет на телевизија Сонце. Секој ден излегува, секоја година излегува по една книга. Има преку 50 песни слезени, има отчитувања, исцелувања. Разни луѓе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Видов како отвора ново поле за работа. Но пазете сега, но немав душевен мир, бидејќи мојот драг пријател Тит не се беше вратил од кај вас. Значи пак човечко згрижа. Затоа се збогував со луѓето во Троада и заминав за Македонија. Дојди во Македонија и помогни ни, Исусе светол, ти не освети. Дојди во Македонија и помогни. Ја предавам Македонија во Твои раце, мил Исусе, златен Господе, мил, семоќен Исусе, љубовен. Дојди во Македонија и помогни ни. Избркај ги овие сатански лажговци, лопови, продавачи на лаги, да се сретнам со Тит. Но благодарни сме му на Бог Таткото, кој на чело со Христос секогаш не води во победа. Дали ти живееш победоносен и плодоносен живот во Исуса Христа или мрмориш, се жалиш, преку нас тој насекаде ја шири вистината за Христос. Како што се шири мирисливоста од пријатен мирис. За Бог Таткото ние сме пријатен мирис што го приближува Христос кон сите. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус. За сите и кон оние што го прифаќаат се спасуваат, оние што го одбиваат пропаѓаат. За жал на оние што го одбиваат Христос, овој мирис ќе биде смртна пресуда. Јас не знам уште колку имате, тоа им го кажувам на луѓето. Дошол некој ти сведочи, ти не прифаќаш. Кој е способен да извршува ваква служба? Ние не сме трговци, луѓе се богатат со Исусот. Такви ги има многу што се обидуваат да заработат пари. Да заработат пари од проповедувањето на Божјото Слово. Ние проповедаме за Христос искрено,
како што Бог сака, нас Бог не испрати, Бог не надгледува. И сега тој вели, ние не сме ви господари, што ќе ви кажуваат како што треба. Како треба да верувате. Ви ве повикуваме на соработка, на собствена волја, да добиете полна радост. Полна радост. Не сакав да ве повредам, вели таткото. Сакав само да сватите колку е голема мојата љубов спрема вас. Дојде, се распна себе си, плати за нашите греови, те повикува. И ти треба да исчекориш неколку чекори, кога нису се уште седиш и мрмориш во пустината. Значи, некого простете, да го утешите, да не биде повреден во состојба духовно, да може да се врати. Покажете му на тој човек дека се уште го сакате. Кој е тој човек? Па тој таму што седи, што те нервира. Дека се уште го љубите, дека ти си љубов. А сега, Господе Исусе Христе, слава ти, Исусе. Страва, да стоиме страва, Бог не учи, тој не води. Значи, помисливме дека ќе умреме, 9 стих, и престанавме да се подпираме на собствени сили. Му се препуштивме на Бог кој може да не воскресне со многубројни молитви. Бог не учи, не води. Те сакам, Господ Исусе Христе, славата е Негова. За секогаш Исус, за навек Исус, ти благодарам што ми даде сила овде на минус 15-20. Да го зборувам ова слово и да ме грее Твојата љубов, Татко мој, за сите оние кои се болни, кои имаат потреба. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, допрете се каде што ве боли. Еве ти го срцево, простувам на сите, покажи ми како да простам, кому да му простам, дај ми сила. Никого не осудувам, за да не бидам осуден. Се покајувам за секој грев, покажи ми што да покајам. Те повикувам со сето срце, со сета љубов. Имам една жена која не доаѓа. Сме се молеле за нејзин близок. Применува дел од ова што го слуша и од книгите што се излезени. И се исцели. Со сето срце, до солзи вика. Се покајувам за гревовите на моите предци. Предавам се во Твоите раце, со Твои сили. Се надеваш само на Него. Не се надеваш на себе си. Пак ќе дојдеме до тој момент. Па тоа е целата суштина на целата работа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Помисливме дека ќе умреме и престанавме да се подпираме на собствените сили. Му се препуштивме на Бог, кој мртви може да воскресе. Мојот татко е семокниот Бог, Исус е мојот Господ и Спасител. За секогаш Исус, за навек Исус. Предавам се во Твоите раце. Љубовта Исусова во секое срце. Да биде жива вода, жива река што тече од Твојата утрава. Амин, до Божјо царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Јас имам татко на небесата кој создал се, а ти кому му припаѓаш, брате и пријателе, имаш уште малку време за милост, да си го најдеш одговорот во срцето. Мирот свој ви го давам, вели Исус. Дојдете при мене сите, изморени, обременети, и уште цел список. И Исус, јас Исус, ќе ве успокојам. Да влезеш во Неговиот спокој, во Неговиот мир и во љубовта која никогаш не престанува. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Суден ден ќе воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново.